Силна конкуренција со квалитетни вокали кои за прв пат јавно се промовираа синоќа на сцената во Виница во рамките на регионалното музичко шоу Мини Визија. Во децата има страшен потенцијал на кој треба да му се даде простор и шанса да избие на површината. И токму тоа е и целта на оваа манифестација која Домот на културата Тоша Арсов ја реализира веќе неколку години. Па јас се надевам нашата цел како Дом на култура Виница, нашата цел е преку оваа манифестација да ги откриеме новите таленти. Мислам дека ова вечер на вистина ги имаше многу, можам да кажам и сите беа, значи страшно талентирани. И затоа јас не случајно реков во едно интервју на друга телевизија дека ова можеби ќе биде отскочна точка или патокас на некој од кандидатите, животен патокас. Значи никогаш не се знае. Сите 9 кандидати кои беа избрани по претходна аудиција покажаа одличен глас, но стручното жири од докажани музичари првата награда ја додели на виничанката Изабела Анастасова. Не е важно да победиш, важно е да се надпреваруваш. Втората парична награда отиде во рацете на триото од Пехчево, Маја, Маринела и Мартин, и третата награда заврши кај Марија Зашева од Кочани, а за сите учесници следуваа награди од генералниот спонзор Мак Прогрес. Организаторот за следната година најави уште поголемо изненадување. Од другата година преговараме со неколку продукцијски куќи во Република Македонија да на првото место му возможиме снимање на авторска песна, кој што ќе биде еден додатен стимуланс за оној што ќе го освои првото место. Оваа шоу е само уште еден успешен доказ дека и во ова време на масовна дигитализација може да се натераат младите да излезат од дома и да создаваат уметност, да создаваат и да се срекни со нивната креација, а во исто време среќата да умеат да ја споделат и со своите најблиски и со својата публика. Само некој треба да ги поттикне и мотивира.